Не знам кој си, не знам од каде си, не знам што правиш во животот или па колку години имаш. Но едно нешто знам за тебе. А тоа е дека луѓето кои се дел од твојот живот ќе те повредат на еден или на друг начин. И уште едно нешто знам за тебе, а тоа е дека досега во животот сигурно некој те повредил на некаков начин. Од повредите нема бегање. Некогаш повредата ќе дојде од најблизок пријател, некогаш ќе дојде за некој од вас од сопругот, сопругата или пак за други од вас од поранешниот сопруг или сопруга. Некогаш повредата ќе дојде од родителот за детето или пак од детето за родителот и така натаму. Прашањето е пред се од кого ќе дојде повредата, колку ќе биде длабока и уште нешто. Како ќе постапиш тогаш кога ќе те повредат? Ќе простиш или ќе собираш гнев и лутина во себе? Простувањето се наоѓа во срцевината на христијанската вера. Кога ќе отвориме Библијата да ја читаме, ќе видиме дека во неа Бог им ги простува гревовите на сите луѓе, буквално на сите луѓе, кои се каат за своите гревови и се надеваат на неговата благодат. Но, кога Бог ни го дава простувањето на гревовите, кога Бог ни го дава очистувањето и спасението на нашите души, ние продолжуваме да живееме на овој свет, кој е полн со грешници, меѓу кои сме и самите ние, и јас и ти. С оглед на тоа што самите ние сме грешни луѓе, а и живееме, работиме и се дружиме со други грешници, тоа значи дека многу важен дел од нашето општење со другите луѓе е токму простувањето. И простувањето не е само добро и милостиво дело кое ние го примаме од Бог. Простувањето исто така е добро и милостиво дело кое ние треба да им го дадеме на оние кои ни сгрешиле. А често во животот простувањето е добро и милостиво дело кое ќе го бараме од другите на кои сме им сгрешиле. И овој пат сакам да размислуваме не за ситуациите во кои ние сме сгрешиле некому, иако сум сигурен дека има многу такви ситуации, туку за ситуациите во кои некој ни сгрешил нам и пред себе имаме две опции: да простиме или не. Според Библијата постои тесна и нераскинлива врска помеѓу простувањето кое го примаме ние од Бог и простувањето кое им го даваме или пак можеби не им го даваме на оние кои нам ни сгрешиле. Постојат многу дефиниции за тоа што е простувањето. Речиси сите дефиниции имаат нешто заедничко, а тоа е дека го дефинираат простувањето како дело, односно акт на волјата, не на чувствата, со кое ние ги ослободуваме другите од долгот, односно одлучуваме дека не сакаме да се одмаздиме, ниту пак да им посакуваме лошо на оние кои нам ни сгрешиле. Простувањето е, како што вели еден автор, откажување од правото да те повредам само затоа што ти ме повреди мене. Но кога зборуваме за простувањето во светло и во контекст на христијанската вера, не можеме и не смееме да го избегнеме Божјото простување. Божјото простување е основата и суштината на христијанската вера. Христијаните не се луѓе кои се подобри од другите. Христијаните се пред се и над се луѓе кои поверувале во жртвата и воскресението на Господ Исус Христос. И на тој начин добиле простување на гревовите, очистување и спасение на своите души. И се разбира следствено, живеат побожен живот. Простувањето, односно спасението на душата и светоста, односно побожниот живот, се суштината на христијанскиот живот. И кога една личност ќе прифати оваа понуда, кога една личност ќе се покае и ќе побара простување на гревовите, Бог и ги простува гревовите на таа личност, односно и дава спасение на душата. Во 1 Јованова 1 глава 9 стих се вели следново: ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен, да не ги прости гревовите и да не очисти од секое беззаконие. Но Божјото простување не е крајот, бидејќи после простувањето кое ние го примаме од Бог, доаѓа светоста, односно побожниот живот. И многу важен дел од побожноста е нашиот меѓусебен однос со другите луѓе. Конкретно, простувањето на гревовите кои луѓето ги направиле против нас.
Верувам дека сте слушнале реченицата повредените луѓе повредуваат луѓе. Идејата е дека тоа што една личност го добива од другите, именно повредата, ќе го пренесе на некој друг. Всушност, со оглед на тоа што сите ние сме грешни и повредени луѓе, кога тогаш, за жал, ќе ги повредуваме другите луѓе во животот. И истото важи и за другите и нивниот однос кон нас. Секој од нас бил повреден од другите на еден или на друг начин. Се разбира. И другите се жртви на нашите зборови и дела, но сепак тоа е една посебна тема за која ќе ги збориме друг пат. И нам ни е релативно лесно да зборуваме за Божјото простување, кое што пред малку го спомнав. Нам ни е релативно лесно да пееме песни за Божјото простување, да цитираме библиски стихови за Божјото простување, да на Facebook да постираме библиски стихови кои се однесуваат на Божјото простување. Но кога ќе дојде време да зборуваме за простувањето на гревовите кои се направени кон нас од страна на другите, тогаш расположението знае малку да се промени. C.S. Луис во својата книга Христијанство со право напишал, парафразирам, секој мисли дека простувањето е одлична идеја. Се додека не се најде во ситуација во која треба да прости некому. Побожноста на која сме повикани во Библијата не се состои само во, зборување и пеење песни за Божјото простување. Туку побожноста, покрај другото, се состои и во простувањето на тугите гребови. Во Ефесијаните 4 глава 32 стих Павле вели: Бидете еден спрема друг, добри и милосрдни, проштавајќи си еден на друг како што и Бог ви прости во Христос. Или во контекст на цитатот од претходно, како што повредените луѓе повредуваат луѓе, истото може да се каже и во однос на простувањето. Односно, луѓето на кои им е простено, ќе простат. Павле како да вели во овој стих што го прочитавме пред малку, тоа што го добивте од Бог, дајте им го на другите. А ако тврдиме дека сме го примиле Божјото простување, а не сакаме да им простиме на тие кои нам ни сгрешиле, тогаш се лажеме самите себе. Живееме во заблуда и не сме сватиле што значи Божјото простување. Библиското учење е дека секој кој добро сватил што значи Бог да му ги прости гревовите, ќе може да им прости на другите луѓе. Божјото простување не е нешто кое што само не помирува со Бог, туку Божјото простување исто така ни дава сила да им простиме и на другите. Не велам дека секогаш ќе биде лесно. Некои повреди се толку длабоки што можеби ќе треба малце повеќе време да се сносиме, да се справиме со нив и да простиме на другата личност. Но истиот Бог кој ти ги простил твоите гревови може да ти даде сила и ќе ти даде сила ако го побораш тоа од него да ги простиш гревовите на она личност која тебе те повредила. Она на кое треба да се подсетиме исто така е што простувањето не е. Претходно зборевме што е простувањето, но што простувањето не е. Прво, простувањето не е акт или дело на чувствата, туку на волјата. Односно, простувањето не го правиме затоа што така се чувствуваме, туку затоа што така одлучуваме. А ќе видиме подоцна и зошто е добро да се прости. Но оно што е важно е дека простувањето не е нешто кое што е засновано на чувствата. Затоа што се однесува до нашите чувства, кои што се повредени од делото на другата личност, можеби никогаш нема да простиме. Но чувствата не се грешни. Тоа не сакам да помислам дека чувствата се грешни, но од друга страна не се најдобра водилка во животот, особено кога се повредени. А токму тоа се случува кога некој ни сгрешил. Второ нешто, простувањето не значи дека мора да заборавиш на тоа што другата личност направила против тебе. Некогаш ќе слушнеме како луѓето велат: не можам да простам затоа што не можам да заборавам. Не мора да заборавиш за да простиш. Простувањето не е дело во кој ние се присилуваме себе си да имаме проблеми со памтењето. Можеш да простиш и се уште се сеќаваш на тоа што се случило. И уште едно нешто многу важно е дека простувањето не значи дека моментот кога ќе простиш дека твојата болка веднаш ќе исчезне. Простувањето исто така не значи дека мора да бидеш во најдобри односи со личноста која што те повредила. И уште едно нешто во однос на простувањето, односно што простувањето не е. Простувањето не значи дека ти го одобруваш тоа што другата личност го направила против тебе.
Кога зборуваме за причините за простувањето, главната причина веќе ја спомнавме претходно, односно причината поради која треба да им простам на другите е затоа што Бог веќе ми ги простил моите гревови. Кога јас сум го примил Божјото простување и простувам на некој кој ми сгрешил, тогаш јас на другиот му го давам тоа што Бог веќе ми го дал мене. И Бог не бара од нас да направиме нешто за другите кое што тој веќе не го направил за нас. Бог не бара од нас да измислуваме топла вода, туку само да го направиме за другите тоа што тој веќе го направил за нас. Значи, прво, простувањето е знак на благодарност кон Бог и неговото простување. Втората причина поради која е добро да простиме сме самите ние. Ако некој ти сгрешил и те повредил, твоето непростување не неопходно ја измачува другата личност. Тоа те измачува тебе лично. Некогаш луѓето знаат да не повредат свесно или несвесно и да продолжат со својот живот речиси како ништо да не се случило. И кога не им простуваме за тоа што ни го направиле, ние сме тие кои што страдаме. Не само што страда нашето општење со Бог, туку и ние лично страдаме бидејќи сме огорчени, бидејќи во себе чуваме гнев и лутина. Дури постојат истражувања кои што покажуваат дека непростувањето влијае врз психичкото, духовното, а некогаш и врз физичкото здравје на личноста. Кога им простуваме на другите луѓе кои не повредиле, ние всушност се ослободуваме од непотребниот товар кој го носиме на себе. Тоа е гневот, огорченоста и желбата за одмазда. Не велам дека треба да простиме само поради себе. Тоа е себецентрично и би рекол погрешно христијанство. Но од друга страна не смееме и не треба да ја негираме или пак да ја премолчиме користа од простувањето врз нашето духовно, душевно, па дури на моменти и врз нашето физичко здравје. Колку повеќе си лут и огорчен и сакаш да се одмаздиш на личноста која што те повредила, толку повеќе ќе живееш во стрес и во нервоза. А тоа тогаш ќе влијае лошо и штетно врз твоето, па дури и физичко здравје, не само духовно здравје. Или како што некој рекол, непростувањето е како ти да се напиеш отров, а да очекуваш дека другата личност ќе умре. Зошто да минуваш низ сето ова? Зошто да го носиш тој непотребен товар кога може да се ослободиш од тој товар со простувањето? И патем кажано, твојата реакција доколку не простиш, не сакаш да простиш на оној кој те повредил, нема да го исправи лошото дело кое е сторено против тебе. Сега, има луѓе кои што ја читаат Библијата. Има луѓе кои што редовно посетуваат црква и луѓе на кои што овие нешта им се познати. Знаеш дека Бог ти простил, знаеш дека треба да простуваш на оние кои ти сгрешиле. Кога некој ќе те праша дали си простил некому, ти велиш дека си простил. Но прашањето е дали велиме дека сме им простили на другите затоа што тоа е правилно да се каже, затоа што другите го очекуваат од нас, или ако можам да кажам тоа е христијански да се каже, или пак велиме дека сме простили затоа што тоа е навистина така. Има неколку начини на кои можеме да знаеме дали сме простили некому навистина или пак тоа се само празни зборови кои што им кажуваме на другите, а сепак во себе не сме простили навистина. Јас навистина се надевам дека си им простил, односно простила на оние кои ти сгрешиле во животот. Но проблемот е во тоа што никогаш знаеме себе се да се убедиме во некои работи кои не се вистинити. И истото важи во однос на простувањето. Некогаш можеби си мислиме и сме убедени дека сме простили некому затоа што тоа е правилно, затоа што тоа е доблесно. Сепак, прашањето е дали навистина сме простиле и тоа не само на збор, туку и на дело. За да се осигураме дека не сме западнале во замката поради која мислиме дека сме простили на другите, а тоа не е навистина така, еве само две прашања. Иако сум сигурен дека има и многу други, но само две прашања кои треба да се ги поставиме и кои треба да се ги одговориме, за да видиме и за да знаеме дали навистина сме им простиле на оние кои ни сгрешиле. Првото прашање е следново. Како се чувствуваш кога ќе дознаеш дека на личноста која те повредила и се случува нешто лошо во животот?
Ова е еден од тестовите во однос на простувањето. Кога тогаш луѓето кои не повредиле ќе бидат повредени на еден или на друг начин. Можеби некој друг ќе им го направи истото што тие ни го направиле нам, или пак можеби некој друг ќе им направи нешто многу полошо. Таквите околности, иако не треба да ги посакуваме, иако не се добри, се сепак погодна околност да провериме дали сме простиле некому или не. Ако личноста која ме повредила минува низ тежок и неубав период во животот, и ако мојата реакција на тоа е така му требаше, или пак така и требаше, тогаш не сум простил. Второ прашање. Кои се нештата кои ги кажуваш пред другите за личноста која те повредила? Кога името на личноста која те повредила ќе се спомни уз мовет, на каде го тераш моветот? Имаш ли желба, имаш ли склоност и нагон да им кажеш на другите за тоа колку таа личност е лоша, колку таа личност е грешна, колку таа личност е повредила и така натаму? Не велам дека не смееме, дека не треба да споделиме нашата болка со другите. Но ако болката е нанесена и сме рекли дека сме простиме, дека сме простиле, а постојано зборуваме за целата ситуација и се ставаме себе си во улога на жртви и збориме лошо за другата личност, тогаш не сум баш сигурен дека сме простиле. Затоа што простувањето покрај другото значи дека нема да сакаме да го оцрниме образот на другата личност. Ако постојано се обидуваме да го оцрниме образот на другата личност, на личноста која што не повредила, тогаш се обидуваме вербално да се одмаздиме. И во такви околности простувањето воопшто не се случило. Но, на крај останува прашањето. Како да се прости? Можеби во тебе има некаква желба за простување. Можеби во тебе има желба да се ослободиш од гневот, горчината, желбата за одмазда. Но прашањето е како да се направи тоа, како да се прости. Не знам дали ќе ни се допадне библискиот совет во однос на тоа како да простиме, но знам дека ако го следиме тоа што Библијата го вели, дека сигурно ќе можеме да им простиме на оние кои не повредиле во животот и сигурно ќе можеме да се ослободиме од гневот, огорченоста и желбата за одмазда кон нив. Ако сакаме да научиме како да простиме, најдобро ќе биде тоа да го научиме од оној против кого најмногу луѓе погрешиле и оној кој има најмногу простено. А тоа е самиот Бог. Генерално гледано, Господ Исус Христос ни кажал дека има две важни нешта кои треба да ги направиме, кои ќе ни помогнат во тоа да им простиме на другите. Во Евангелието според Лука 6:28 е напишано следново и верувам дека овој совет на Господ Исус Христос ќе ни помогне да им простиме на другите. Благословувајте ги оние што ве колнат. Молете се за оние што ве навредуваат. Моли се за оние кои те повредиле. Знам дека ова изгледа безсмислено и знам дека за некој од вас ова изгледа нелогично. Како може да се молиме за оние кои ни забиле нож во грбот? Знам дека ова не изгледа како невозможна мисија, но во овој стих Господ Исус Христос ни вели да се молиме на Бог за оние кои непријателски се однесуваат кон нас. И ако бидам искрен, некогаш јас навистина сум сакал да се молам за оние кои ме повредиле, но сум сакал да се молам и од Бог да барам да ги казни за тоа што тие ми го направиле мене или за некоја личност која што таа личност ми го направила мене. Но тоа не е поентата тука. Прво, она што треба да го знаеме дека ова не значи дека треба од Бог да бараме да ги благослови, односно да благослови таа личност што ме повредила во се што прави во животот. Но кога доаѓаме кај Бог, ова што значи дека треба да бараме од Него да тргне нашата желба за одмазда, да го тргне гневот, да тргне огорченоста, но и од Бог да бараме тој да се справи со личноста која ме повредила и да ја покаже на таа личност каде сгрешила. Значи, првиот чекор кон простувањето се однесува на начинот на кој јас разговарам со Бог за личноста која ме повредила. Вториот чекор се однесува кон простувањето се однесува на начинот на кој јас разговарам со другите луѓе за личноста која ме повредила и колку често се навраќам на таа повреда. И затоа вториот чекор е следниот: не пребивај во тоа што ти се случило. Да се пребива во нешто, значи постојано да живееш во тоа нешто. Односно, во контекст на ова за кој што сега зборуваме и размислуваме, односно простувањето и повредите. Да пребиваш, значи постојано да живееш во болката која ти е нанесена.
Добро е да споделиш болката со блиски пријатели, но ако постојано се навраќаш на тоа што ти го направиле, тогаш многу ќе ти биде тешко да простиш, затоа што се уште живееш во тоа што било. Бог сака да учиме од тоа што се случило, но никогаш да не живееме во минатото и во тоа што се случило. Треба да направиме разлика помеѓу што значи тоа да не заборавиме на она што ни го направиле и што значи постојано да се навраќаме на болката која што другата личност ни ја нанела. Како што спомнав претходно, ние не можеме да го заборавиме моментот кога не повредиле. Не можеме да заборавиме личноста која што не повредила. Но кога ќе се сетиме на тој момент, кога ќе се сетиме на таа повреда, прашањето е дали ќе почнеме активно да зборуваме за тоа и да се навраќаме во мислите колку сме биле онеправдани, или пак ќе се сетиме дека сме одлучили да ја простиме на таа личност и дека нема потреба да се навраќаме во тоа што било, затоа што тоа е во минатото. Ако постојано се навраќаме на минатото и пребиваме и живееме во минатото, многу ќе ни биде тешко да простиме во сегашноста. Знам дека се ова можеби ни звучи малку лудо и дека е спротивно на сето она што некогаш ни доаѓа да го направиме за оние кои не повредиле. Знам дека некогаш не ни помислуваме да се молиме за оние кои ни сгрешили и кои не повредиле. Но прашањето е следново: сакаме да простиме или не? Сакаме да се ослободиме од товарот кој ни тежи или сакаме да продолжиме да го носиме тој товар? Доколку сакаме да простиме, а тоа е добро затоа што пред се и над се го подобрува нашето општење со Бог, но исто така и го подобрува и нашето духовно, душевно, како што спомнав во некој случај, и нашето физичко здравје. Тогаш, ако сакаме да го направиме, тогаш најдобро би било да го следиме советот на Господ Исус Христос, кој е совршен пример за тоа што значи да се прости. И во се ова, кога се соочуваме со прашањето дали да простиме некому, и кога простувањето ни изгледа толку тешко, што некогаш дури ни изгледа како да е невозможно, треба да се подсетиме дека не треба да го правиме се ова во своји сили. Не мора да простуваме во своји сили. Бог е тој кој не повикува да им простиме на оние кои не сгрешиле. А кога Бог не повикува да направиме нешто, тој нема да не остави сами да го правиме тоа. Туку ќе ни даде потребната сила и Бог ќе ни даде потребната благодат да го сториме тоа што е правилно во неговите очи.